Што е литература? Што е проза, а што е поезија? Која е разликата помеѓу реченицата и стихот? Сите напишани книги во светот со едно име се нарекуваат литература. Литературата е шарена, бидејќи и напишаните книги се шарени во нивната различност. Какви се книги постојат? Постојат шарени сликовници како на пример онаа за Црвенкапа, збирки раскази како оние за Зоки Поки, романи за деца како Грдото пајче, енциклопедии што го знаат одговорот на секое прашање, атласи што не носат на далечни патувања, речници преку кои што учиме нови зборови, прирачници за учење странски јазици и многу, многу други книги. Речи си секоја книга има илустрација и текст. Токму така, но дали се сите текстови исти? Ти ќе го прочиташ текстот во зелената рамка. Јас ќе го прочитам текстот во портокаловата рамка и заедно ќе откриеме дали се сите текстови исти. Во ред, ќе започнам. Сакам сонцето да грее за сите деца. Сакам сите деца да имаат љубов. Сакам сите деца да блескаат во сјај. Сакам сите деца да имаат копнежи како звезди. Сакам животот на сите деца да биде убав како пролета и како месецот мај. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде копнеш, да бидат звезди, да биде пролет, личен, цветен мај. Текстовите имаат навидов слична содржина. Авторите во двата текста посакуваат сонцето да грее еднакво за сите деца во светот. Токму така, но дали забележа разлика во звукот на мојот и на твојот глас? Да, додека четав имав чувство дека раскажувам, исто така употребав реченици. Така е. Текстовите што раскажуваат или информираат се нарекуваат прозни текстови или проза. Прозата се пишува со употреба на реченици. Тогаш, оно што го читаше ти беше поезија? Да, во поезијата не постојат реченици. Постојат кратки нафрлани зборови кои што поврзани заедно создаваат смисол. Имаш чувство дека оној кој што чита поезија всушност пее. Зборовите во поезијата или во поетските текстови се нарекуваат стихови. Секој ред представува стих. Исто така во поезијата постои рима, како на пример сјај, мај. Разбрав. Сепак, ме збунува пеењето. Поезијата пее? Токму така. Прозата раскажува, а поезијата пее. Мислам дека ти треба нешто повеќе да ме увериш во пеењето. Може секако. Ископирај ја врската напишана под овој текст во посебен прозорец и таа ќе те одведе на YouTube каналот. Таму ќе го чуеш поетскиот текст што пред малку го прочитав како песна. Обиди се. Читаат Марко Василковиќ и Деспина Мукоска.